Василова. Я имам 102 години. Деновиве престојувавме во населбата Антигона во Неготино, во семејството Василеви, за да ви ја представиме се чини најстарата неготинчанка, весела старица со крепко здравје, добра меморија, обкружена со своите најблиски. Баба Камка не пречека со зборовите. Јас сум Камка Василова. Ја имам 102 години. Јас сум мажане на 16 години. Деца имам 4 мажки, 4 женски. И се с майка сме поминували, с майка сме изгледали. Сега сме работили да се облечуеме. Нева да се облечеме. Че предиме каиме целно, че седиме до 12 сата, че предиме каиме да се облечеме. Немало касе е. Со момчето? Кај се запознавте со момчето? Не започнам така съм мајана тама. Ништо не слушаше. Болен беше, не чеше да се лекува и се отдаде. А јас мали дета гледам, можам да го водам, јас съм жена, треба он да иде сам, како го води нешто. Мора се треба да превариш, а не да те превари она тебе. И си умр, он ше млад. Како ги школуваше децата? Како чаще школуваше, много се школували. Печачна да има пари да го правят, да се плачат от тада. Пари нема да си скупат. Шо завршија децата? Шо да вршија? Шо ќе завршат? Това, тие тројцата поработеја тука. На државно. Тие мајдат не до државно да облечи и не потеја да работа, нема работа. И пари нема. Во средбата со неја, која беше за мене печатлива и возбудлива, дознав дека двата века на баба Камка и прожиле живот трнлив, полн мачнина, борба за екзистенција на младата вдовица со нејзините 8 деца, а долго ни говореше, евоцирајќи спомени за војното време во кое баба Камка илегално ги помагала партизаните. Како не помага? Па помагам. Ноќта ќе се перат, ноќта ќе печем се да јадат, докато ќе починаме. Ќе се перат. Не бир бране, не баба да переме, да се облечеме. Како ќе изсушиме туа, ноќта ќе изсушиме. Утре па да се облечеме. И тоа се да го видам. Партизанското. Тоа ми беше много мачно, много мачно. И турците, го воде турците. Партизанът му вика, ето го тамо, го това метод угорен дишан. И они реките, изтрекна у нейно двор, у негово двор, у кметов двор. И се па деца. Едното ми едно го скина, дото многото му скина. И беше тая жената, што беше до книгите. От джепа го двата нещо каза, че се и го мана. Рече да ви горе, овдje не може ми ги донесе, тук и вие децата си ти ви изтепат. Децата, тия бели мали дойчиња, дото бело мало цвете го викат, другото баре го викат. Тие така и викат, майка му Динова вика. И под водата се шетат. И той каза, стегнавия. Германците тада турчен вода набед. Му вика, кметовата куќа тая. И тамо што е, а јас гледам од дом од нашата куќа. Шо ќе биде во? Тоги се исплашиме.
А сега кажи ми, како живееш за олку години да имаш? Како треба човек да се храни, да живее, за да има да дочека 102 години? Така не. И како земле, како да чекам. Со што се храниш? Исто како и другите? Кој те гледа? Тук, стави, ме гледа, сина ме гледа, Тони. Дали си задоволна? Да се задоволната. Се ядеje, се пиеje. Се ми носат, не му са били гладна. Ядам, сега си ядам, а нищо не ме боли. От така не знам, що ќе би тоа. Тоа е добро. Кој же? Не вака, не болничко, кај ти сарам каза плашена, вака не знам от кај ти падам. Убаво се, не. Мирно да мине сега, дойде слободно. Сидите си задоволят се, сидне му убаво. Господачи, набране тоа, много беше лошо тој. Много лошо беше тој. Сега убаво. Дали си ти среќна? Дали си среќна, задоволна? Що да правиш? Нека вие ме гледате, син ми, знави ми. Они тук ме гледате. Тук са они сите тук. Те ми носят и тия ме гледат. Задоволна ли си? Задоволна ли си? Доволна за сега, нямам нищо, не съм гладна. Се не ядена се. Шо има, шо они, шо они, то и аз. Ядам, не съм гладна. Не е лесно да се гледа 102 годишна старица, би додале, но што мисли снаата која го понесе најголемиот терет околу секојдневието на баба Камка, која и новие години е полна со живот и љубопитство? Како јас се гледам, јас се нафана да гледам, четворица синови, вие третиот, и јас се нафана да гледам, и добра, мирна, јас сама гледам, како јас си гледам моите деца, така и не ја гледам, не одделена од ништо. Дали има некои други потреби вака или чисто вообичаено како што и сите ние? Нема ништо друго. Тоа е сите, како ние и она така. А перам, а бањам, а мијам, а ранам, тоа е. Видот ја служи, но слухот се чини не. Слухот не. Слухот не може, не вака со многу гласно треба да викаш, да се разбериш. И тоа повеќе јас, повеќе се разбирам со неа. Колку години имаше кога вие дојдовте во фамилијата? А имаш 6 години. 6 години имаш. Така јас по моје знам. Како е она интелектуално, бидејќи се над 100 години? Дали расположена, задоволна или паѓа некош во депресија некогаш? Ами има некош кај ќе настине некој грипка ќе ја фане, ќе ја дам некои капсули. Она беше пред 7 години оперсана од жашката. Но тој навеќе на лекар не однесена. И ќе дам некоја капсула, ќе поизмачкам нешто, мет и вако синот ќе дадам, ќе напие некој пат и кашлицата ќе се опре. Тоа е макта нешки, ќе настине само. Да. Значи има здрав организам, но рековте дека косата некако поцрнува. И поцрнува и тоа она вика дури ќе ми никнат вика нови заби и тоа се радуе, радосна иде. Радосна иде, дека ќе подмладе. А сега кажете ми нешто повеќе за фамилиарното стебло. Рековте овдека сите се во Неготино, незините или пак се на во разни места? Кавадарци. Најмалиот син е Кавадарци. 4 сина, 4 черки. Внуци има 21, прави внуци од черки од синови и 32 има прав внуци и едно има од трета внука. Тоа што го викат чучук баба. Чучук баба. Тако има едно, тоа идат 50 и околу 4 внуци, од прав внуци и прав внуци. Ајде. Убаво беше се одеме се золено, се убаво се ќе се изели. Се убаво, се старо, то се има. Много убаво беше човек. Тоа песна е, не? Песна е тоа се човек. Много убаво беше. Сега се откриени невестите. Тоа ги беа покриени.
Раката пъхнат букнали сгоре покриена. Нека да бъде право. Како се викаш ти? Јас се викам Левов Ангел. Ангел, колку години имаш? 6. Ангел, дали дружи со прабаба ти? Да, И како е како прабаба? Добра ли е? добра е. Ти раскажува ли некои приказни? Ме разкажува. Така. Ја слушаш ли ти? Ја слушам. И купуваш ли нешто ако те прати некаде да земеш? Да, И што ќе порачаш на баба ти? Ше колку години да живее прабаба ти? уште 6. Добро е, 6 плюс 102, тоа е 108 години. Одлична старост. Одиме понатаму, исто уште еден правнук кој што го затекнавме овдека во домот на баба Камка Василева. А ти си? Диме Левов. Диме, кој ти е татко, кажи ми мајка? Мајка ми е Роска Левова, а татко ми е Чиро Левов. Така. Кажи ми, кој оделение си? Право. Прво оделение. Со баба ти дружиш? Да. И како е да си има прабаба, толку стара баба? Убаво. Убаво ли? Да. А ти дружиш ли со неја кога имаш време? Дружам. Така. Ти што ќе порачаш на баба ти? Да живее долго? Уште 100 години. Уште 100? Значи треба 202 години. А ако доживееме и сите ние, ќе дојдеме да ја сниеме уште еднаш баба Камка Василева, така? Напуштајќи го домот на Камка Василева, ја понесовме со на завршната слика во која ја оставивме нашата соговорничка, насмејана, задоволна, обкружена со своите, дел од големото семејство од 62 члена, со здравица во раката и желби за добро здравје и живот, барем уште некоја година во 3 век, во кој баба Камка штотото го расипна. Ajde, napravili